Градоначалникот на град Скопје Орце Ѓоргиевски извести дека утрово ја одржал традиционалната средба по повод 13 ноември, денот на ослободувањето на Скопје, со представници од градскиот одбор на Сојузот на борците од Народно-ослободителната антифашистичка војна на Македонија. На денешен ден Скопје ја дочека слободата, донесена од 42-та и 50-та Народно-ослободителна дивизија на македонската војска и 16-та македонска бригада, по неколкудневни тешки борби со фашистичкиот окупатор. Тие херои се бореа за идеја, за достоинство, иднина, за Скопје какво што денес го имаме. Нашата должност, вели Ѓоргиевски, е да ја чуваме нивната жртва жива, со тоа што ќе го градиме Скопје, како град на слободни, горди и обединети луѓе. Градоначалникот на општина Бутел Дарко Костовски сподели дека заедно со градоначалникот на Скопје Орце Ѓоргиевски го започнуваат со изградба мегапаркот на булеварот Христијан Тодоровски Карпош. Запуштениот простор долж булеварот Христијан Тодоровски Карпош ќе прерасне во модерен и функционален зелен простор. Мегапарк со богати зелени површини, плоштад, детски катчиња, пешачки патеки и фитнес зони, со содржини наменети за сите возрасти, информираше Костовски. Инвестицијата во зелени површини е инвестиција во здравието и иднината на градот. Заедно со градоначалникот Ѓоргиевски следува вистински инфраструктурен бран во општина Бутел. Ќе изградиме кружен тек на крстосницата меѓу улиците Бутелска и Александар Урдаревски, како дел од стратегијата за уредување на 50 критични крстосници низ Скопје, истакна првиот човек на општина Бутел. Паралелно со тоа, Костовски посочи дека ќе следува и целосна реконструкција на улиците Бутелска и Радишанска со нов асфалт, модерни пешачки патеки, улично осветлување и атмосферска канализација, која конечно ќе го реши, според него, долгогодишниот проблем со поплави. Новоизбраниот градоначалник на општина Карпош, Сотир Лукровски, од денеска го започна својот мандат. Во објава на социјалните медиуми тој сподели дека денес, 13 ноември, денот на ослободувањето на град Скопје, воедно и негов прв работен ден како градоначалник на Карпош. Во свечена и пријатна атмосфера од страна на општинската изборна комисија го добив уверението за градоначалник, со што официјално ја превземам функцијата. Посебна чест ми е да ја поздравам доктор Добрила Андоновска, најстариот советник во општина Карпош, заедно со сите советници да посакам успешно мандатно работење и добра соработка во интерес на граѓаните, истакна Лукровски. Во присуство на премиерот Христијан Мицковски и градоначалникот на општина Аеродром Дејан Митевски денеска беше поставен камен темелник за изградба на нова спортска сала во општинското основно училиште Блаже Конески во Скопската општина Аеродром. На настанот во фокус беше втората фаза од доградба на нови простории во ова основно училиште, чија вредност изнесува околу 253 милиони денари. Рокот за изведба е 18 месеци. Доградбата опфаќала и 10 нови училници, библиотека, просторија за заеднички активности, партерно уредување на целиот двор на училиштето со нова урбана опрема, ново отворено спортско игралиште, садници и зеленило. Потоа нова опрема за училиштето, клупи, столчиња, плакари, табли и друго. Предвиден е и нов паркинг за потребите на училиштето. Премиерот Мицковски во изјава за медиумите рече дека како влада ќе направат се за да обезбедат услови што ќе бидат достојни за следење настава и стекнување знаење. Градоначалникот на општина Аеродром Дејан Митевски рече дека станува збор за значаен капитален проект. Ова е еден значаен проект што ќе овозможи најмодерни и најсовремени услови за учениците во овој дел од општината, подлече градоначалникот. Главната улица 21 во Расадник во Бутел е целосно завршена, информираше градоначалникот на општината Дарко Костовски. Тој вели продолжуваме со силна градежна офанзива и ги реализираме ветувањата. Ги именуваме работите за да обезбедиме пристојни услови за живот на сите граѓани. Направив увид во градежните активности на улицата 21 во населеното место Расадник, сподели Костовски. Ова е улица во должина од 450 метри. На барање на жителите обезбедени се и дополнителни паркинг места на улицата 21. Најави Костовски дека во ова населено место ќе се реконструираат и улиците Бутелска 2, Ангел Мојсовски, Александар Грличков и Љубинка Басотова.
Во рамки на програмата за реконструкција, рехабилитација и изградба на локални улици и патишта, општина Илинден работи на комплетна реконструкција на улицата 30 во населбата Илинден, во местото викано Плац. Како што посочуваат од локалната самоуправа, станува збор за улица во должина од 600 метри и широчина од 4 метри на асфалтната конструкција, со што ќе се изврши комплетна реконструкција на улицата. Според градоначалникот на општина Илинден Александар Георгиевски, кој денес направи увид во текот на активностите на терен, реконструкцијата на оваа улица беше неопходна поради оштетувањата на улицата, кои се направиле при изградбата на примарната мрежа од фекалната канализација на овој дел од населеното место Илинден. Градоначалникот Георгиевски додаде дека на подобрувањето на патната и комуналната инфраструктура во Илинден се посветува големо внимание, од причина што е важен сегмент за квалитетот на животот на жителите. Финансиските средства се целосно обезбедени од буџетот на општината. Во наредниот период, според најавите од локалната самоуправа, ќе се продолжи со подобрување на патната инфраструктура и во другите делови на територија на општина Илинден. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расу тесни.